Во пресред на концертот Кинематика, кој што се одржува овој петок во Македонската филхармонија и со кој што нашиот еминентен композитор и музичар Дуке Бојаджиев уште еднаш ќе се представи пред домашната публика, разговараме токму на тема за доживувањата кои што ги има како артист кога доаѓа дома и кога свири за најблиските. Дуке, здраво. Здраво, Ирена. Едно топло добри дојде во Македонија, дома е секогаш пријатно човек да се врати, без разлика од која светска дестинација доаѓа, а за вас и светот е одамна дом, затоа што вашето животно патешествие ве однесе на повеќе места во светот каде што живеете. Предпоставувам дека како и секогаш се чувствувате убаво кога сте тука во ваша Скопје. Да, посебно сега затоа што овој концерт што го правиме за разлика од сите претходно е баш фокусиран на филмска музика, воедно и 20 години како работам на полето на филмската музика. Пред своја публика, така лани имаше еден краток концерт во склоп на филмот The Walk, одење пеше од Тамара Котовска, за која работе музиката. Правевме заедно со премиерата на филмот и мал концерт со музиката од филмот и може да кажам тоа ми даде една инспирација да ги свртам концертите кон теми кои ги користам само во филмската музика и кои ги имам работено за филмови. Беше ли лесно да се направи избор од тој богат филмски музички опус што ќе се изведе пред домашната публика? Па за оваа прилика гледав да комбинирам филмови кои што ги имам работено, значи од наши автори, така да ќе биде филмот од The Walk, од Тамара Котовска ќе биде делот, значи концертот ќе биде таа музика, ќе имам од Столе Попов, од Добалчак дел од музиката, од Митко Пано, Војната заврши дел од музиката и од хрватскиот филм од Рајко Грлич. Стари од два негови филма ќе има од Устав на Република Хрватска, кој што беше пред едно 7-8 години и сега минатата година на сему доаѓа крај уште еден филм негов што го работев, така да ќе биде од нашата, да речеме, од нашите простори ќе биде претежно музиката. Така да гледав да искомбинирам филмови кои што и тука биле презентирани и публиката ги знае, ги има гледани. Пробите се во тек, како течат пробите и со кого се соработувате за овој концерт? Пробите течат одлично, соработувам се на прекрасна екипа на музичари наши, значи имам стринг квинтет, контрабас, чело, две виолини и виола и перкусии и тапани перкусии комбинација некоја. Тука првпат соработувам со Павел Ренџов за тапани перкусии, кој што ми е пријател од пред, не знам, од младоста, но он си замина многу одамна и се нема видено со години со него. И така првпат сега работиме заедно, ама толку многу како така ми беше они инспирација некоја кога бевме деца, бидејќи ја бев тогаш тотално сосема други води, студирав медицина, пред тоа биохемија, така да бев како хоби музичар на некој начин, но бев активно се дружев со луѓе од таа сфера и ми беше ептен инспиративен уште кога бевме, значи, деца. И сега првпат се наоѓаме во исто време на исто место и го поканив и мислам дека тоа ми е така посебна радост. Иначе со останатокот оркестарот имам работено и порано, со Мартин Геконовски на контрабас и него го знам од тоа време од кога го знам и Павел, така да долгогодишна соработка со остатокот од стринг квартетот исто така долго време соработуваме, сите се прекрасни музичари и луѓе, така да ми е задоволство што така собрав една преубава екипа што и со срце го работи тоа и ужива во
во целиот процес. Навистина убава екипа, без сомнение ќе има убава синергија на сцена и ќе ужива публиката што ќе биде тука. Колку ќе уживате вие како изведувачи, како артисти, има ли вистина во тоа дека кога се настапува дома, односно таму од каде што е човек, дека тоа е една посебна димензија, една посебна емоција, и една споредба затоа што имате настапувано на многу светски сцени. Како е дома? Кога се настапува на домашен терен е секогаш различно е чувството, значи не е исто како кога настапуваш некаде по светот, затоа што еднам тука сум порастал, од тука сум тргнал, тука ми е целата инспирација почната, од тука почнала целата приказна, значи на мојот живот. Така да не знам, тоа е уникатно чувство, тешко е да го опишам со зборови, ама посебна инспирација има и настапот тука, и соработката со луѓе од тука, со некои дни се познавам повеќе од 30 години, значи ги знам од многу одамна, од младост, од детство. И кога се споиш после долго време, возбудливо е многу возбудливо. Сте живееле во неколку различни држави ширум светот, во моментов живеете во Португалија, што најмногу ви недостига од Македонија? Види, мене нигде ништо не ми недостига од никаде. Секаде ми е убаво, секаде лесно се адаптирам, бидејќи така се осеќам дека во поглед на тоа немам некој корен кај што сум врзан и кај што морам да бидам. И овдека ми е убаво, и Португалија ми е убаво, и Америка ми е убаво, и низ Европа, сегде кај што сум живел, се си има своја убавина и никогаш не ги споредувам работите за да направам чувство на нешто ми недостига или така да, уште од кога отидов, никогаш не сум имал корен на да речам поврзаност физичка. Мислам во себе тоа што се го носам, тука нема корен, тоа е без корен, тоа во мене живее. И се дали живеам во Португалија или во Франција или во Шпанија или во Америка или било каде во светот, јас се осеќам дома. Не знам, не сум се осеќал никогаш туѓо. А овдека си има нормално коренот што си го носам, кога ќе дојам овдека си кликнува, си доаѓам на коренот и има чувството е друго, така да никогаш не сум чувствувал носталгија, никогаш не сум чувствувал осаменост некаде, дека ми фали нешто. Во ниедна од дестинациите кај што сум живеел или патувал, не ми е страно ми е тоа чувство, да речеме. Македонија си ја сакам нормално, тука ми е коренот и би било нехумано да кажам било што, дека мислам тоа е нешто најсилно, нели коренот ти од тука. Но никогаш не ми било, например, некој што години не сум доаѓал дома поради работа, поради обврски, во Америка поготоа првите години кога бев. Така нема некојаш по 2 години нема да дојам 3, имам обврски таму ради разни причини. Никогаш не сум изгубил конекцијата, ниту па некогаш ми недостасувало физички. Кај мене физичкото е многу релативно. Тука и за крај, иако фокусот за време на престојов сега во Македонија е нормално концертот, пробите, подготовките, како најмногу сакате да го потрошите тоа малку слободно време што го имате? Па тука сум дојден со помалиот син Леон, кој што ќе полни 6 години за месец дена, така да гледам него да му, пошто не сега прв пат дојден во некоја возраст кај што разбира. Последен пат кога бил тука немал ни 4, така да речеме на некоја ивица меѓу бебе и дете бил, сега е више мало дете кој разбира каде е. И сакам него така да му го направам првото, да речам, комплетно свесно доаѓање во Македонија, полно со авантури, со да ги види фамилијата, да види кај сум пораснал, така да го осети коренот од кај што татко му дошол, бидејќи он секако ќе биде поврзан со Македонија, ако не е роден тука и цело време некаде расте. Свесен е дека ова му е коренот и сакам така да му го доловам тоа на што по автентичен и оригинален начин. И еве го гледам пресреќен, онака се му е прв пат, се гледа од прва рака, онака и домот, и куќата, и паркот, и пријателите, и така да гледам него да му пружам уникатно прво искуство во ова доаѓање. Тоа ми е да речам, покрај концертот, тоа ми е втората мисија на доаѓањето.
Туке благодарам за одвоеното време, за разговорот и посакувам уште еден убав и незаборавен концерт во петок во кој што ќе уживаат подеднакво сите, како публиката во големата сала на Македонската филхармонија, така и сите вие на сцената. Ти благодарам, Ирена.